Ако човек проследи некоја Христова мисла или негов збор или дело, секогаш на нивното дно ќе го најде Бога. Стварноста на сите стварности врз кои стои Христовата личност е неговата божественост. Ако се одземе Бог од личноста на Христос, тогаш Исус е најтрагичното и најбедното суштество под сонцето. Во тој случај, тој не е реално битие, туку привид, мечта, зашто Бог е тој што неговата личност ја прави вонредно реална, трајна, вечна. Гледан во историската стварност, Исус од Назарет се пројавил себе си низ стварен живот, стварни дела и стварни зборови, кои најочигледно покажуваат дека тој навистина е Бог, зашто таков живот, такви дела, такви зборови можат да бидат само живот на Бог, дела на Бог, зборови од Бога. Гледано во историските факти на Светото Откровение, Исус во се покажува како Бог во тело, историски, во временскиот и просторниот живот. Ако се изопачат историските факти на Откровението, тогаш се губи реалното тло на кое единствено може да се добие точниот поим за Исуса. Божеството на Исус Христос е основната стварност во Новиот Завет. Од неа никнуваат сите останати новозаветни стварности и вистини. Како зраците од сонцето, така божествените дела на Исус природно произлегуваат од неговата личност. Божествениот карактер на своите дела и своето учење, самиот Исус го објаснува со тоа што е Бог, што е едносуштен со Бог Отецот. Тој вели: јас и Отецот едно сме. Дури и кога евреите сакаат да го убијат, бидејќи Отец свој го нарекуваше Бога и се правеше еднаков со Бога, тој не отстапува од тоа дека е Бог, туку одлучно им зборува: на вистина ви кажувам, Синот не може ништо да прави самиот од себе, туку она што гледа дека Отецот го прави, оти што тој прави и Синот прави така. Ако не ги творам делата на својот Отец, не верувајте. Ако пак ги творам, ако мене не ми верувате, на моите дела верувајте им, да познаете и да верувате дека Отецот е во мене и јас во Него. Според својата природа, делата на Исус се дела кои само Бог може да ги прави и направи. Тоа се исцелување од најразновидни болести, изгонување на нечисти духови, простување на гревови, воскреснување од мртви, страшен суд, победа над смртта и дарување на вечниот живот. Едносушноста на Синот со Отецот го прави Синот во се еднаков и рамен на Отецот според природата, достоинството и славата. Оттаму Спасителот и можел да рече за себе: кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Како вистински Бог, кој ги има сите божествени совршенства, Исус бара верување во Него, како и во Бог Отецот. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Божеството на Исус Христос е особено силно посведочено со делата на неговите свети ученици и следбеници, зашто никој од луѓето, останувајќи во границите на човечката природа и моќ, не би можел да направи ниту едно од оние дела што се опишани во новозаветната книга Дела апостолски или Посланиците од светите апостоли. Очевидците на воплотениот Бог Слово и на неговиот богочовечки живот на земјата еднодушно исповедаат дека Исус Христос е Синот Божи и Бог. Нивното собствено искуство и сознание е дека во Христа телесно престојува сета полнота на Божеството.